Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ова мое вклучување во живо е со една моја порака, а таа порака е следнава. Следете ги сите оние денес кои што ја заткриват вистината, а е поврзана со атентатот врз македонците во стилот на Фросина Ременски, која што вака вели: Добро утро, Македонија, каде и да си. Ова е познато од некаде. Дали ви е познато ова од некаде? Каде и да сте. Каде и да си. Но мојата цел е друга. На денешен ден, на 3. октомври 1995 година, на мојот прв студентски ден, се случи неуспешен атентат на председателот на Република Македонија Киро Глигоров. И продолжува. Како денес се сеќавам на мојата пешачка маршрута, која почнуваше низ Водњанска, преку поштата, сега Рамстор, пред хотел Бристол, преку плоштад, Камени мост, Стара чаршија и комплексот на Уким. Само што седнавме во клупите на првиот академски час во 9:53 минути, страотна експлозија не возни мирисите. Дали некој знае или треба ние да им кажеме колку метри има од местото кај Бристол, каде што се случува неуспешниот атентат врз председателот на Република Македонија тогаш Киро Таушанов Глигоров, а успешен атентат врз македонците тогаш од ВМРО ДПМНЕ, со кој беше и целта на овај самонаречен атентат, за да се слушне истата експлозија од Бристол до Уким. Затоа, како секогаш и порано, ваквите манипулатори, кои што манипулираат со вистината, дека Киро Глигоров го злоупотребува тоест ја искористува својата болест на фронталниот синус и вадењето на канцерот за да дојде Македонија како оаза на мирот или Македонија да не биде самостална она за кој што се бореа македонците од ВМРО ДПМНЕ во тој временски период и беа опасност за целата идеологија за Југославија. Не верувам дека Фросина Ременски не е југословен, затоа што идеологијата за Југославија, а и ние да бидеме како југословени, е една од најбитните работи. И продолжувам. Следуваше веста за атентатот на председателот. И вели Фросина Ременски: ја преживеа голготата на политичките подместувања, непрофесионализам, добрососедско душегрижништво, агентурни структури кои роварат транскриптираат до ден денес, политичко лицемерие, но остана да сведочи за жилавоста со која докажа дека западниот стратешки правец за државата оди заедно со лидерството и политичката мудрост. Токму ова Фросина Ременски си го пишува за себе и за сите денес што ќе манипулираат и ќе ви кажуваат за атентатот на Киро Таушанов Глигоров. И моето прашање
до Фросина Ременски и до сите останати е: како е возможно Фросина, а сте лице од безбедноста, да не убедувате вие дека експлозијата од Бристол сте ја слушнале на првиот час во УКИ, а Киро Таушанов Глигоров да нема пукнато ушно тапанче? Или заборавивте на најосновната работа, а таа е дека на најмали децибели најпрво пука ушното тапанче. И вие денес, кој го правите херој, патриот и со право, затоа што ја обедини СДС ДПМН во една политичка партија под капата на Србија, во стилот на југословенството, вие денес можете да манипулирате колку сакате. Ама заборавивте на вашиот тутур, на вашиот херој, на оној кој што ве создаде сите вас, Фросина Ременски, да му ставите апаратче на уше, за да ви верувам на овие глупости кои што ги пишувате, а секако имат своја специјална цел. Ви благодарам, имајте убав ден, македонци, и сите оние кои што ви пишуваат вакви манипулации, а тоест главниот атентат е токму Киро Таушанов Глигоров, а извршители се сите тие кои што денес манипулираат дека бил во автомобилот на овој кобен ден денес. Поздрав, Фросина Ременски, и верувам дека повеќе не ви пали ова лага со кој што вие до ден денес убаво пливате со идеологијата за создавање на Југославија и голема Србија.